Почитувани граѓани, помина една година откако ја извршувам функцијата градоначалник на општина Кавадаци. Оваа измината година беше ни малку лесна. Поминав низ голем предизвик и заедно со службите напорно работевме за да го измениме ликот на Кавадаци во подобро. Предизвикот да станам градоначалник и да се соочиме со големите обврски задолженија беше силен од самиот почеток. Но на таа силна желба за соочувањето со овој предизвик продолжи да трае се до денес и ќе трае во наредните години. Затоа што од самиот почеток започнавме со едно мото кој понатаму ќе не биде водилка, а тоа е Кавадаци на прво место. Довербата што ми дадовте е силен мотив за поголеми успеси. На почетокот не беше лесно, но кога се работи со тим кој сака да работи и секојдневно да учи нови работи, лесно е. Со службите создадовме еден интерен систем за работа кој засега се покажа како успешен и се надевам дека во иднина ќе постигнуваме уште поголеми резултати. Во периодот од формирање на Советот општина Кавадаци 14.11.2017 година до денес Советот општина Кавадаци има одржано 17 редовни седници и 6 воредни седници на Совет. Усвоени се извештај и програмите за сите работи на сите основни и средни училишта во градот, извештаите и програмите на сите јавни институции во општина Кавадаци, извештаите и програмите на сите јавни предпријатија чии основач е општина Кавадаци. Донесени се 20 програми за редовно работење на секторите во општина Кавадаци и донесени се 359 одлуки. Речиси сите одлуки беа едногласно изгласани, тоа покажа дека Советот на општина Кавадаци работи за доброто на нашиот град, за мене представува задоволство и голема благодарност до сите советници. И се надевам дека во иднина ќе се носат одлуки кои ќе бидат од големо значење за нашата општина. Со мене денес е председателот на Советот на општина Кавадаци господин Ристо Секалиев, советници, координатори на политичките партии, председатели на политичките партии во општина Кавадаци, господин Зоран Јованчев, председател на општински комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци и господин Горан Тодоров, председател на општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз Кавадаци, како и раководителите на секторите со кои секојдневно, напорно и транспарентно работиме. Поддршката од овој тим беше значајна во реализирање на сите овие проекти од изминатава година. Општина Кавадаци во текот на оваа година беше домаќин на неколку културни манифестации кои го вратија сјајот на старото Кавадарци, кој е познато по гостопримливиот народ и топлата насмевка. Празникот Свети Трифун, нашиот заштитник, го прославивме онака како што доликува на нашата општина. Со закројувањето кое е појдовна точка за квалитетот и богат род и со многу гости. Тиквешкиот гроздобер ова година, без ни малку скромност, го достигна најдоброто издание до сега. Со рекорден број на посетители и задоволни домаќини. За оваа манифестација од буџетот на општина Кавадаци беа издвоени 6.700.000 денари. Се радувам со подобра организација и во година што следува ќе имаме уште поуспешни манифестации. Кавадаци има успешно спортско минато, а ние се стремиме кон тоа нашата спортска иднина да биде побогата со успеси и Кавадаци повторно да стане спортски град. Во изминатава година над 11 милиона денари се реализирани за спортските клубови, општинските и училишните сојузи за манифестации и проекти. Во оваа измината година се изгради и целосно нова спортска сала во општинско основно училиште Тоде Хаджитефов и се надевам дека во доследно време општина Кавадаци ќе нема училиште кое нема да има спортска сала. Условите во основните и средните училишта значително се подобрија. Нашите деца заслужуваат најдобри услови во образованието. Голем број награди и признанија кои ги добиваат кавадарчани или кавадаречките ученици за нас се само дополнителен мотив за да вложиме во нивното образование. Музичкото училиште оваа година доби нова концертна сала која значително ги подобри условите како и потребите на младите талентирани музичари. Пуштивме во употреба нова детска градинка Бубамар со капацитет за сместување на околу 80 деца. Во моментот започна доградба и на нови простори како и предвидени нова градинка за 2019 година на улица Ресавска. Вложуваме напори во 2019 година целосно да се реши проблемот со капацитетот за сместување на децата во градинка. Согласно законот за поставување со бесправни изградени објекти во општина Кавадаци, во изминатава година земени се во работа 5284 предмети за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти. Донесени се 2764 позитивни решенија, 2015 негативни решенија со кои беше одбиен барањето за утврдување на правен статус.
Поради некомплетна документација и 505 предмети кои се уште во постапка за утврдување на правен статус. Во текот на изминатата година асфалтирани се улици со вкупна површина од 19.000 метри квадрати и поплочени се улици и тротоари со вкупна површина од околу 12.000 метри квадрати. Комуналната изградба со силен интензитет ќе продолжи и во 2019 година. Инфраструктурата во општина Кавадарци е значително подобрена. Ги реконструиравме најфреквентни точки Северен и Западен булевар кои во 2019 ќе бидат целосно готови. Почитувани, од денес излезе и печатана форма на отчет во кој ги собравме најголемите реализирани проекти во изминатава година. Проекти кои се реализирани преку мој општинар, инвестициите во образованието, културата, спортот и инвестициите во јавното предпријатие Комуналис и нивната работа во изминатава година. Ова со цел од реализираните проекти и ова е дел од реализирање предизборна програма со која заедно дојдовме до овој успех. Од ветената програма за 4 години до сега имаме реализирано околу 60% и реализирано многу проекти кои не беа предвидени во програмата, а се од голема важност за жителите на општина Кавадарци. Сакам да изразам голема благодарност и до бизнис секторот кој оваа година донираше значително за доброто на нашата општина. Се надевам дека успехот кој го постигнавме оваа година ќе биде мотив и за наредните години, како општественото одговорни фирми да допринесат до исполнување на мотото Кавадарци на прво место. Јас заедно со Советот на општина Кавадарци, со кој сегаш едногласно ги донесуваме сите позитивни одлуки за нашата општина и службите, ќе работиме напорно и во следните години. Нашата цел е да исполниме во целост изборната програма и да направиме уште многу дополнителни работи за единствена цел Кавадарци на прво место. Заедно со вас, драги сограѓани, сме горди на досегашниот успех и заедно ќе продолжиме да го менуваме ликот на нашите Кавадарци. Да создадеме општина во која младите ќе сакаат да останат, општина во која насмеани ликови градат успеси и општина која ќе служи за пример. Благодарам.